Почитувани гледачи, добре дојдовте и во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка на македонски јазик. Зборуваме за медиумските реформи како дел од владиниот план, така наречен 369. Што направи владата досега? Како прво го стопира комерцијалното рекламирање, како второ ја укина радиодифузната такса и како трето во знак на отвореноста или транспарентноста организира неделни брифинзи со новинари. Но што е со законот за медиуми? Новинарската фела упати низа забелешки до владата во врска со овој закон, а владата пак го испрати на разгледување во Европската комисија. Владата нема да го повлече законот за аудио и аудиовизуелни услуги или популарно наречениот закон за медиуми, но се отворени за дискусија. Нацрт законот е испратен на разгледување во Европската комисија, пошто ќе влезе во владина процедура, а потоа ќе се најде и пред пратениците. Основна цел на законот, според предлагачот, односно владата, е департизација и професионализација на јавниот сервис и на регулаторното тело. Сдруженијето на новинари, самостојниот синдикат и Советот за етика во медиумите пред неколку месеци ги доставија своите забелешки до владата. Главните забелешки се однесуваат на македонската радиотелевизија, пред се на финансирањето на јавниот сервис, на регулаторот, Агенцијата за медиуми, а бара и бришење на одредени членови. ЗНМ бараше 1% од буџетот да се одвојува за македонската радиотелевизија, а владата е на став да се одделува помал процент. Единствен аргумент за кој владата се бори во ова е дека немат пари. Ако сакате сериозни реформи, од кои што очекувате резултати, а резултатот е МРТ да се поврати во живот, затоа што е умртвено, МТВ да биде независен и професионален јавен сервис, тогаш мора да ги најдеме тие неопходни средства. На последната дебата за законот кон крајот на декември, од новинарскиот синдикат пак рекоа дека ваков закон не е потребен. Новинарската фела дебатира и за прашањата за регулација на онлайн медиумите и појавата на лажните вести. Некои се против регулација на порталите, други бараат регистрација на онлайн медиумите, за да нема злоупотреби и да не се прави, како што велат, конфузија со тоа што е медиум. За справување со лажните вести покрај внимателност и професионализам од новинарите, потребна е и едукација на публиката. Граѓаните треба критички да им пристапуваат и да ги консумираат содржините кои што доаѓаат од сите типови на медиуми, особено од интернет базираните медиуми. Реформите во медиумите се обврска според договореното за излез од политичката криза, поточно договорот Пржино 2. Неколку месеци партиите, медиумските организации и европскиот експерт Питер Ван Хауте работеа на изработка на предлози за медиумски реформи. Медиумските реформи се најдоа и во владиниот план за приближување кон Европската унија, наречен 369. Владата го стопира комерцијалното рекламирање, а во име на отвореноста организираат неделни брифинзи со новинари. Една од првите мерки на новата влада беше укинувањето на радиодифузната такса. А што според експертите во Вашингтон треба да направи владата во Скопје за медиумските слободи во земјата? Имено политиката на секаде во светот, и во Соединетите држави, и во Македонија, се обидува да влијае врз медиумите. И на тој пат стојат низа предизвици. Враќање на медиумите во слободниот простор по јасно загрозување на нивната слобода од претходната влада на Груевски. Порача Курт Бесинер од Советот за политичка демократизација, укажувајќи на главните реформи што новата влада треба да ги направи заедно со останатите приоритети. Вистинското прашање, вели Бесинер, е како оваа влада ќе ги реши отворените поделби што постојат во државата, а кои влијат врз слободата на медиумите. Етничката поделба е голем проблем, внатрешните поделби меѓу албанците и македонците се уште се големи, економската дупка е огромна. Клучно за соочување со овие предизвици, смета Бесинер, е да има истражувачко новинарство и можност информацијата да дојде до сите граѓани преку јавен сервис. Лидерите во Македонија искрено веруваат во она што велат дека сакаат да го исполнат, но оваа година ќе покаже дали тие навистина сакаат да го променат системот или да го контролираат.
Што ќе значи за медиумите најновата забелешка на Freedom House? Македонија делумно слободна земја и држава која треба да се наблюдува во 2018 година. Антонела Шанч од клубот на новинари во Вашингтон вели дека политиката и во Македонија и во светот влијае врз медиумите. Треба да има јасни правила на игра. Медиумите и новинарите треба да известуваат за факти и да прашуваат она што не е јасно. Политиката има право на став, но секогаш да го почитува правилото на медиумите. Истакнува дека дебатата за слободата на печатот е посилна од кога и да било порано. Имаме организации, асоциации, комисии кои се борат секој ден да осигураат дека новинарите имаат слобода да говорат и да известуваат. Замолчување на новинарите е сликата во Македонија во 2017 година, соопшти неодамна Сдруженијето на новинари во Македонија, истакнувајќи дека изминатата година имало 18 напади врз новинари, од кои 13 физички и вербални. Ваква состојба забележува и Лана Бейдас од Иницијативата за човекови права во Вашингтон. Нема доволно истражени случаи за напади на новинари и соодветни судски процеси. Постои култура на неказнивост. Според последниот извештај на Freedom House за слободата во светот во 2018 година, во која е вклучена и слободата на медиумите, Македонија е рангирана како делумно слободна земја. И тоа беше се во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка, во кој зборувавме за медиумските слободи и реформи во Република Македонија. До гледање.